Го следите централното информативно издание на 1 ТВ. Добро вечер. Во вечерашниот дневник ќе ве водиме заедно со денешниот уредник на Ден и колега Александар Чомовски. Пред да почнеме со предвидените содржини, да ги погледнеме најавите за настаните што денеска се во фокусот на македонската јавност. Кој е виновен за бегството на Груевски во Будимпешта? Институциите си ја префрлаат топката. Адвокатот Давидовиќ вели законот е многу јасен. Груевски нема право на жалба во Врховен. Председателот на Кривичен за 1 ТВ вели дека за Груевски не бил побаран притвор. Експертите велат, барањето за азил ќе го третираат институциите на Унгарија. Џабе ние даваме аргументи. Судијката Цаца Николовска вели дека Унгарија треба да даде аргумент зошто Груевски е политички малтретиран или кои се елементите за да му се даде политички азил. Почнуваме со дневникот. Чомовски, унгарскиот владин портпарол денеска не потврди и не одрече дали Груевски е во Будимпешта. Во меѓувреме, две македонски институции, Министерството за надворешни работи и Министерството за внатрешни работи, ја потврдија ваквата информација. Во меѓувреме, во медиумите стигна информацијата дека е распишана и меѓународна потерница. Таа изјава даде министерот за внатрешни работи Спасовски во едно телевизиско интервју, од каде и информацијата дека тој разговарал со својот унгарски колега, при што му рекол дека една личност не може да ги влошува билатералните односи, дека Унгарија е наш партнер и во Европската Унија, но се разбира криминалци не можат да бидат штитени. Она што доби впечаток дека е интересна изјава е тоа дека Спасовски потврди дека неговото семејство е во Скопје и дека неговата сопруга Боркица и неговата мајка Нада за време на викендот ги отвориле становите за да влезат екипите на Мовара, што значи дека Груевски е сам избеган, оставајќи си го своето семејство на овдешниве прилики и неприлики. Тоа што за мене е помалку загрижувачки и запрепастувачки дека еден премиер на Македонија до вчерашен, кој 10 години владееше со оваа држава, ги искористи на брутален начин илегалните премини за да замине од државата во која се колни, како и во последниот свој Facebook статус. Инаку еден нивен мејнстрим новинар на својот Facebook статус објави дека во организацијата на бегството на Груевски низ така наречените зелени граници на Македонија со Србија наводно помагале пратеникот Стојковиќ и довчерашниот коалицијски партнер Стефче Јакимовски, а тамо србите ја обезбедиле логистиката до заминувањето на Груевски во Унгарија, при што министерот за внатрешни работи уште еднаш рече дека Груевски не избегал од Македонија со регуларен превоз, ниту со авионски, ниту со возен и очигледно е дека некаков тракторско-камионски превоз му е обезбеден за да замине. Тоа што е сосема известно е дека на домашен терен се дигна тензиите, но институциите очигледно се созема до таа степен што веќе МНР воспостави контакти со унгарскиот прв дипломат во Скопје. Министерството за правда веројатно ги чека директивите од судот и од МВР за екстрадиција. Владко Чаловски е пред МНР како почетна точка на сублиматот на овие активности. Владко, повели. Така, Чомовски, неизвестноста околу тоа каде е Никола Груевски започна откако беше распишана самата потерница по Груевски и по синокешната потрага по поранешниот премиер на Република Македонија. Но утрово Груевски како да ги изненади сите преку својот Facebook профил, ако ми дозволите само ќе го прочитам неговиот краток статус на социјалната мрежа Facebook, во кој што Груевски вели: во последните неколку денови примив безброј закани по мојот живот. Јас сум во Будимпешта сега и побарав политички азил од унгарските власти. Секогаш ќе останам верен на каузата на Македонија, никогаш нема да отстапам. Ова беше
статусот на поранешниот премиер Никола Груевски по ова следуваше, нели, интересот на медиумите кои што одговорите ги бара од унгарските власти, кои што пак од кабинетот на премиерот Виктор Орбан одговорија дека тие нема што да коментираат, особено не процеси кои што се во тек. Па така индикативно е дека Груевски всушност е таму и дека побарал азил. Се јавија Министерството за внатрешни работи и Министерството за надворешни работи во Република Македонија. Од МВР рекоа дека во соработка со тамошното унгарското Министерство за внатрешни работи воспоставиле контакт, утврдиле и го лоцирале Никола Груевски дека тој е во Будимпешта, бидејќи нели имаше и спекулации од можеби статусот го пишувал од Скопје или можеби некој друг во негово име пишувал од Унгарија. Од МНР рекоа дека го повикале амбасадорот на Унгарија во тукашното Министерство за надворешни работи, кој што е, како што може да се забележи на камерата позади нас, дека разговарале со Лазло Дукс и дека утврдиле дека Груевски е во Будимпешта. Сега овде се поставува прашањето каков е ставот на Министерството за правда и оној процес на екстрадиција. Оттаму велат дека штом МВР ќе ги извести дека е лоцирано лицето Никола Груевски, треба да се припремаат документи, односно на меѓународна потерница, потоа правосилната судска пресуда и на крај извадокот од кривичниот законник за кој што се гони Никола Груевски, и тек тогаш може да испратат барање за екстрадиција на премиерот. И може да се каже дека воопшто не е изненадување дека Груевски е во Унгарија, ако се знае дека тој има блиска соработка со тамошниот премиер Виктор Орбан, кој што го поддржа и на последните локални избори кои Груевски ги загуби овде во Македонија, а потоа и кога беше направена промената на раководството, односно лидерот Христијан Мицкоски, Орбан даде поддршка против договорот за името. Благодарам, тоа беше Владко Чраловски. Инаку да подсетам дека според Европската конвенција за азил, доколку биде доставено барање, а се тврди дека Груевски денеска и го доставил барањето на надлежните унгарски служби за дозвола за азил, екс-лидерот, односно почесниот председател на ВМРО ДПМН, ќе мора да биде во тамошен притвор се до одобрувањето. Инаку, бегството на Груевски е негова карактерна и политичка и лична одговорност, па и имидж. Во не така одамнешното интервју што го водев со него, веднаш по 27 априлските демонстрации, или како што ние обично го нарекуваме државен удар, освен на прашањето дали Груевски остварувал контакти со Чавков и какви директиви му издавал, Груевски ми призна дека тој, односно на барањето на одговор дали и зошто бега од клучните политички настани и одлуки, Груевски така ладнокрвно ми одговори дека тој никогаш не бегал. Ова што сега во Будимпешта му се отворија патиштата, тоа е веројатно дел од неговата своевидна политичко-империјална патека во кој тој ќе мора да ги заштити и своите финансиски приходи. Христијан Баневски од еден друг агол за и околу бегството на почесниот председател на ВМРО ДПМН. По 20-часовната полициска потрага по Никола Груевски, екс-премиерот се огласи на социјалните мрежи. На Facebook статус објавен околу пладне тој напиша дека е избеган во Унгарија со намера да побара политички азил. Во последните неколку денови примив безброј закани по мојот живот. Јас сум во Будимпешта, сега и побарав политички азил од унгарските власти. Секогаш ќе останам верен на каузата на Македонија. Никогаш нема да одстапам. Напиша Груевски на Facebook. Со ова се потврди една од тезите кои ги постави јавноста во изминативе денови, додека се чекаше поранешниот премиер да влезе во затвор. Шпекулациите дека Груевски би можел да пребега во Унгарија беа уште погласни во изминативе неколку часови, додека МВР го бараше со потерница. Сепак, полицијата се уште трага по него во државава и нема распишано меѓународна потерница. На јавноста е познато дека Груевски се среќава со премиерот на Унгарија Виктор Орбан пред секои избори во земјава. По нивната последна средба медиумите пишуваа дека Орбан останува последниот поддржувач на Никола Груевски.
За време на неговото премиерување, македонско-унгарските односи достигна исклучително високо ниво. Меѓу двете држави изградивме вистинско пријателство и заслугата за тоа на господинот Груевски. Следуваат избори на кои ќе одлучува македонскиот народ. Сакам да потенцирам една работа со сигурност. Македонија, која има иднина во НАТО и ЕУ, секогаш ќе може да сметна на поддршката од Унгарија и ќе помогнеме со сите можни средства да стигнете до вашата цел. Фејсбук статусот на Груевски отвори низа прашања за начинот на кој тој им избегал на домашните власти, но и за способноста на органите на прогонот. Поранешниот премиер поради случаите на специјалното обвинителство остана без пасош и е под посебни мерки на предпазливост, поради што речиси невозможно е државата да ја напуштил преку легален граничен премин. А каде тој се наоѓа и дали е избеган, из утринава не знаеше да одговори ниту неговиот братучет и поранешен функционер Сашо Мијалков. Се сигурни дека не знаете кај е Груевски? Дали знаете дека се крие негде на некоја амбасада? Председателот Иванов. Фала. Зашто фала? Средска ви кажам. Дали се сигурни дека не знаете кај е Груевски? Останува дилемата дали поддржувачите на почесниот председател на ВМРО ДПМН е Груевски синоќа знаеле за неговата намера да избега, иако реагираа на полициската потрага околу Белата палата. Институциите си ја префрлаат вината во потрагата по одговор на прашањето кој е виновен за бегството на Никола Груевски. Министерството за внатрешни работи го бара само во земјава, а како што стигна последната информација и со меѓународна потерница. А Спасовски вината ја насочи кон судот кој не одредил мерка притвор. Председателот на кривичниот суд пак за 1ТВ вели дека судот не може сам да одредува притвор без барање на специјалното јавно обвинителство. Додава дека имало барање за притвор за Ѓоко Поповски, но не и за Никола Груевски. За сега нема коментар од специјалното јавно обвинителство. МВР сајао или судот, кој е одговорен за бегството на Никола Груевски? Откако кривичниот совет ја одби последната жалба на експремиерот, судските служби во петокот требаше да му го достават решението за затвор и тој веднаш да се јави во шутка. Но тоа не се случи. Неговата сопруга ги информирала судските служби дека Груевски не е дома и истите го чекаа следниот работен ден за да побараат полициско спроведување. Така Никола Груевски доби слободен викенд за да планира бегство. Дури вчера попладне беше распишана потерница, но не меѓународна. Органите на прогонот го бараат во државава, а тој се огласува од Будимпешта. Според првиот човек на МВР, виновен е судот кој не одредил мерка притвор. Јас размислувам во однос на одговорноста на оние кои што не им одредуваат притвори, на луѓе кои што се опасност да бегаат, во моменти ги пуштаат да се движат слободно низ државата, да ги обавуваат сите можни работи кои што ги обавуваат и на крајот кога се завршува сонесето на пресудата, тие не се во притвор за да може да бидат обезбедени, иако, како што и самите истекнувате, се со десетини повеќе кривични пријави и кривични дела. Замислете сега, има одредување на притвори за, не знам, разбојништво и тешка кражба една на некого, а за вакви тешки кривични дела во кои што се обвинети други луѓе не се одредува мерката притвор. Полицијата работи исклучиво врз основа на наредбите кои што ги издава судот и полицијата без наредба ниту може, ниту смее да следи било кого или постојано да биде присутна со него околу неговиот дом само заради тоа што се води судска постапка за него. Затоа постојат мерки на обезбедување, а таквите мерки на обезбедување ги определува судот. И сега ова нека биде порака. Првиот човек на кривичен суд пак Иван Џолев во изјава за 1ТВ вели дека судот не може сам да одредува притвор без да побара специјалното јавно обвинителство. Додава дека СЈ обарало притвор за Ѓоко Поповски, но не и за Никола Груевски. Дополнително посочува дека МВР треба само иницијативно да ги следи состојбите. Вели дека треба да се провери дали навистина Груевски ја напуштил државава. Определување на мерка притвор од страна на судот имаме исклучиво во ситуација кога тоа обвинителството го бара. Или по службена должност кога некоја мерка е прекршена од страна на лицето, обвинетото лице против кој се води постапката. Во случајот Тенк
од самиот почеток на подигање на обвинението до соопштување на одлуката од страна на обвинителството во ниеден момент не е побарана мерка притвор за обвинетиот Никола Груевски. Додека во истиот тој предмет по однос лицето осудениот сега Ѓоко Поповски при изрекување на пресудата кога од страна на обвинителството беше побарана мерката притвор, судот го определи. Во таа смисла, значи, уште еднаш ќе потенцирам, не може судот само иницијативно да определува мерка притвор. Тоа е секогаш побарање на обвинителството. Специјалното јавно обвинителство недостапно за коментар по прозивката од Џолев. Дали обвинителството требаше да предпостави дека бегството е можно? Сега и Министерството за правда чека МВР да ја потврди локацијата на Груевски за да испрати барање за екстрадиција. Случајот потсетува на бегството на разузнавачите Груевски и Бошковски, кои успеа да ја напуштат државата токму поради бавниот транспорт на решението за притвор. Горан Груевски и Никола Бошковски избегаа на 18 јули. Нив им се изгуби секаква трага откако Врховниот суд потврди дека тие треба да завршат во притвор. Во целиот период за жалби и одлучување по нив, разузнавачите беа на слобода. Тие се дадоа во бегство откако одлуката за притвор беше потврдена од највисокиот суд и нивната намера беше да стигнат до Будимпешта. Додека надлежните институции си ја префрлаат вината за бегството на екс-премиерот Груевски во Унгарија, аналитичарите ги разгледуваат правните можности за негово апсење и екстрадиција. Во денешното отворено студио гости беа судијката Маргарита Цаца Николовска и професорот Беким Кадриу. Во продолжение да ви пренесуваме дел од овој разговор. Од аспект на барањето негово за политички азил. Значи, не е работата дека неговиот живот бил во опасност. Туку тој ќе тврди дека постапките во нашата држава против него се поради неговите политички мислења, политички идеи. И на тој начин ќе бара политички азил. Но тој не е дискредитиран од јавниот живот. Пратеник е, да, повелете. Пазете. Да. Значи, вие имате две држави во конкретниот случај. Барањето за азил ќе се третира од институциите на Унгарија, ако има такво барање. И тие ќе го третираат. Џабе ние даваме аргументи кога тие може да имаат различен поглед на ова прашање. Да, исто како што судовите во Грција има различен поглед од нашиот поглед кон тоа прашање и ни го одбија барањето за екстрадиција. Конкретно, значи, најважна конвенција за прашањето на екстрадиција е Европската конвенција за екстрадиција. Во Европската конвенција имате изрична одредба според која државата може да го одбие барањето за екстрадиција ако едно лице е осудено поради политички причини или ако се работи за политички кривични дела. Проблемот е што е тоа политичко дело го толкува самата држава што го поставува тоа прашање, односно во конкретниот случај замолената држава. Значи замолената држава, тоест Унгарија, ќе цени дали се работи за политичко дело, дали тој има политички прогон во нашата држава или не. Прво е прашањето што државата како аргумент би го понудила за екстрадиција врзано за евентуално политичкиот терор кој што наводно го имал господинот Груевски. Тоа е едната работа. И втората работа е што другата држава, ако е во Унгарија, ќе прифати дека е како аргумент доволно за да се утврди дека Груевски политички бил малтретиран во оваа насока. А друго е прашањето во делот за Грција. Значи, Грција одлучи да не го екстрадира, да не ги екстрадира овие две личности заради претходната амнестија која што беше дадена. Тоа е повеќе од формално правен аспект кој што беше третиран во Грција, а овдека во дадената ситуација мислам дека Унгарија треба да даде аргумент зошто е политички малтретиран или кои се елементите за да му се даде политички азил.
А веста за бегството на поранешниот премиер Никола Груевски будно ја следат и европските и балканските медиуми. Објавата на Груевски на Facebook дека е во Будимпешта неизбежно се третира токму и во Унгарија. Неговиот Facebook статус и наведените причини зошто побегнал го цитираат сите кои ја имаат објавено информацијата. Медиумите во Европа и Балканот будно ја следат разврската на ситуацијата околу некогашниот лидер на ВМРО ДПМН и поранешен премиер на Македонија Никола Груевски. Ако медиумите известуваа кога беше донесена правосилната судска пресуда од 2 години затвор за случајот Тенк, неговото јавување од Унгарија на социјалната мрежа Facebook предизвика уште поголем интерес. Поранешниот премиер на Македонија бара политички азил во Унгарија. Македонската полиција интензивираше потрагата по поранешниот премиер Груевски. Поранешниот премиер на Македонија Груевски е на листата на барани. Се само дел од насловите во медиумите во Чешка, Франција, Полска, Словачка, како и земите од Балканот. Објавата на Груевски дека е во Будимпешта неизбежно се третира токму во Унгарија. Унгарските интернет портали 444 и Маѓар Хирлап објавија поголеми текстови во кои покрај објавата дека Груевски побарал азил од Унгарија, прават и кратка анализа за односите меѓу Груевски и унгарскиот премиер Виктор Орбан. Во текстот на 444 се наведува дека Груевски бил еден од првите политичари кој почнал да го следи Орбан во неговата кампања против милиардерот Џорџ Сорос и официјално да ја промовира операцијата Стоп Сорос во Македонија. Неговиот Facebook статус и наведените причини зошто побегнал во Унгарија го цитираат сите кои ја имаат објавено информацијата. Во последните неколку денови примив безброј закани по мојот живот. Јас сум во Будимпешта, сега и побарав политички азил од унгарските власти. Секогаш ќе останам верен на каузата на Македонија. Никогаш нема да отстапам. Заинтересираноста за Груевски беше видлива уште утринава, кога балканските медиуми беа преполни со информации за исчезнувањето на експремиерот на Македонија. Исчезна Груевски од Скопје. Полицијата распиша потерница за поранешниот македонски премиер. Од бившиот премиер на Македонија ни трага ни глас. Беа дел од насловите во српските и хрватските медиуми. Со денешната разврска на ситуацијата се потврди тезата дека Груевски можел да пребега во Унгарија со оглед на неговата блискост со премиерот Виктор Орбан. Сепак, полицијата се уште трага по него во државава и нема распишано меѓународна потерница, а унгарските власти не коментираат дали Груевски побарал азил или не. А од Македонското министерство за надворешни работи информира дека денеска бил повикан амбасадорот на Република Унгарија во Скопје Ласло Дукс на средба кај државниот секретар Виктор Димовски со цел проверка на информацијата и по дипломатски канали. Од МНР потврдуваат дека Груевски е во Унгарија. Откако им избега почестиот председател, актуелниот лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски молчи. На денешната пресконференција на двајца потпороли од помладата гарнитура, ни политички глас, ни коментар зошто и каде е Груевски, иако Мицкоски и Груевски има средба околу неговата перспектива. Се чини дека станува и се реактуализира прашањето дали да му се одземе пратеничкиот мандат на Никола Груевски и дали е возможно тоа да се обнови како постапка во собранието. И како бегалец, пратеникот Груевски ќе зема плата во наредните 6 месеци. Ова го дозволува собранискиот деловник бидејќи не предвидува механизам за кажнување кога пратеник е во бегство, а Груевски преку својот Facebook статус пиша токму како бегалец од Будимпешта, кој ќе бара политички азил во Унгарија, а од собраниската говорница и денеска спикерот Ала Џафери го прочита името на Груевски, пријавен како оправдано отсутен, што значи, како и досега, пратеничката група на ВМРО ДПМН со допис го извести претседателот на собранието Груевски за оправдано отсутен од седницата. Спикерот Ала Џафери за медиумите веќе најави можност собранието да ја преиспита одлуката за одземање на мандатот,
бидејќи сега има нова ситуација. Според деловникот, мандатот на еден пратеник може да биде одземен по два основи. Првиот во случај кога пратеникот неоправдано отсуствувал од седниците на собранието повеќе од 6 месеци. Во овој случај, председателот на собранието ја известува Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. Вториот е недолично однесување на пратеникот. По овој основ, собранието веќе расправаше за Груевски по барање на судот, но мандатот не му беше одземен, бидејќи немаше двотретинско мнозинство. Констатирам дека собранието не му го одзеде мандатот на пратеникот на собранието на Република Македонија Никола Груевски. И во двата случаи за одземање на мандат потребни се најмалку 80 пратенички гласови. Чумовски Груевски не е првиот највисок владин функционер на поранешна Југославија кој што е осуден на затворска казна. Претходно хрватскиот Иво Санадер беше осуден на затворска казна под обвинение за воено профитерство. И словенечкиот премиер Јанес Јанша, кој се спаси од затвор и тој за некакво профитерство околу увозот на воена опрема, но во секој случај многу е специфичен и близок до генеричката појава на бегството на Груевски, дали ќе се спаси од притвор, случајот со Иво Санадер, кого австриските власти го испорача на Загреб откако тој побегна во Австрија. Какви се коментарите и сознанието околу случајот Иво Санадер и паралелите со Никола Груевски? Поранешниот премиер на Хрватска Иво Санадер е првиот премиер и највисок владин функционер во поранешна Југославија кој лежал во затвор, осуден за воено профитерство. Истрагите, апсењето, судењата и осудителната одлука против него и други функционери, а на крајот и на ХДЗ, беа важен дел од антикорупцијската кампања што ја бараше Европската Унија, за да може Хрватска да му се приклучи на блокот како што се случи во 2013-та. Само 2 години подоцна паднаа првите пресуди против порано обожаваниот, а потоа презрен политичар кој од 2003-та до 2009-та беше начело на 2 конзервативни влади предводени од ХДЗ. Фими Медија, Хипо, Инамол, Планинска, ХЕП се дел од постапките поради кои изминатите години Санадер ги гланцаше судските клупи. За ову пресудата е многу важна за идната судска пракса, затоа што покажува дека е можна осудителна одлука со почитување на дополнителните елементи за казненото дело воено профитерство и за прашањето за застарување. Самата затворска казна е преблага и ќе се жалиме. Како почна случајот Санадер? Во 2009-та поднесе ненадена оставка и исчезна од јавниот живот. Една година потоа, на 3 јануари 2010 го реактивираше пратеничкото место и имунитет и се обиде да се врати во политиката, но беше исфрлена од матичната партија. На 4 јануари хрватските власти отворија 2 постапки. УСКОК побара апсење на поранешниот премиер за корупција, а тој тргна во бегство. На 9 декември беше забележан како ја преминува словенечката граница во возило управувано од неговата ќерка Бруна, непосредно откако Саборот му го одзеде имунитетот. Наредниот ден хрватската полиција распише потерница и побара од Интерпол да го уапси под обвинение за корупција. На 10 декември беше уапсен во близина на Салцбург во Австрија, а хрватските власти му ги замрзнаа имотот и сметките. И на 13 декември побараа негова екстрадиција, пошто почна судењето на деценијата како што го нарекуваа. Продолжуваме со останатите содржини. Дали бизнисменот Јордан Камчев ќе излезе од притворското одделение на Скопскиот истражен затвор заедно со уште 4 осомничени во Империја, одлучува Кривичниот совет на Скопска единица. Адвокатите бараат поблаги мерки. Во овој предмет специјалното јавно обвинителство осомничи 13 лица, меѓу кои и поранешниот директор на УБК. Специјалното јавно обвинителство понудило, судот прифатил подолга листа на сметки кои веќе се замрзнати. Еден ТВ дознава дека станува збор за 5 сметки од поголемите банки во државата, додека за 9 фирми под капата на Орка Холдинг од областа на здравството, угостителството и градежништвото веќе има издадена забрана за отуѓување и продавање. Ова се го побара откако дошле до сознание дека осомничените во Империја го оштетиле буџетот за 6,2 милиони евра, како и дека се испрани без малку 11 милиони евра. Во меѓувреме, Кривичниот совет на Скопска единица одлучува дали да ги ослободи од притвор или не 5 на осомничени во Империја. Жалби поднесува адвокатите и наместо притвор понудени се алтернативни мерки, во најмала рака домашен притвор или па слушите на осомничените да им бидат задржани во суд со пријавување во основен еден.
Во петокот судот по барање на СЈО на сопственикот на Орка Холдинг Јордан Камчев му одреди 30-дневен притвор, како и на уште четворица: Ненад Јосифовик, Цветан Панделевски, Зорица Арсовска и Тодор Мирчевски. Паралелно адвокатите на бизнисменот Камчев негодуваа бидејќи бил спроведен пред судена претходна постапка без судски налог. На СЈО демантираа со став наредбата била дадена од судијата на претходна постапка. Делата според кој осомничен Камчев биле застарени, смета одбраната. Со вакви аргументи се бараат осомничените да излезат од скопскиот затвор Шутка. Во затворот 5 темина осумничени беа однесени доцна во петокот, откако по распитот во кривичен, Камчев, Јосифовик, Панделевски, Арсовска и Мирчевски добија по 30-дневен притвор. Осумничени се за злосторничко здружување, измама, перење пари, злоупотреба на службена положба во истрагата на СЈО Империја. Истражители на специјалното обвинителство во петокот извршија претрес на 12 локации. Лаптоп, компјутери, USB-ња, телефони, документација се одземени од Орка Холдинг. Во Империја се осумничени 13 мина, меѓу кои поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков, мајката и сестрата на бизнисменот Камчев. Бомба пред домот на грчки јавен обвинител. Харадинај го предупреди Тачи дека ќе биде разрешен ако потпише промена на границата. Предлог закон во Турција за запирање на недозволената трговија со органи. Поранешниот председател на Перу обвинет за присилна стерилизација на околу 280.000 сиромашни луѓе. Следуваат вестите од регионот и свет. Непознати лица рано утрово поставиле бомба пред домот на грчки јавен обвинител, а експлозивниот механизам најверојатно поради грешка на сторителите не експлодирал. Околу 4 часот утрово, преку анонимен телефонски повик во информативниот портал Зугла и весникот Ефимерида Тон Сидактон, непознато лице информирало за точната адреса каде што била поставена бомбата и рекло дека за 20 минути ќе експлодира. Полицијата веднаш пристигнала на конкретната адреса и ја пронашла бомбата. Експлозивниот механизам бил ставен во тенџере, поставен во багажник на мотор паркиран пред домот на обвинителот. За сега ниту една од грчките анархистичко-терористички организации не презеде одговорност за поставената бомба. Косовскиот премиер Рамуш Харадинај го предупреди председателот на државата Хашим Тачи дека може да биде разрешен и да одговара за кршење на уставот и законите доколку во диалогот со Србија потпише договор со кој ќе се повреди територијата на Косово. Косовскиот премиер рече дека промената на границата е сценарио на српскиот председател Александар Вучик и дека тоа сценарио не предвидува размена на територии. Харадинај ја оцени како грешна средбата на Тачи со рускиот председател Владимир Путин, затоа што, како што рече, Косово припаѓа на друга зона на интерес. Според косовскиот премиер, нема ништо чудно во тоа владата да се смени поради некоја друга причина, не исклучувајќи и неговата оставка, но тоа сигурно нема да се случи поради повикот на партијата на косовските срби. И истакна дека доколку Белград продолжи со агресивното и деструктивно однесување кон Косово, таксите за српските производи може да се зголемуваат и понатаму. Поранешниот министер за здравство и актуелен пратеник од редовите на владеачката партија на Правда и развој, Ахмет Демирџан, во турскиот парламент поднесе предлог закон со кој треба да се стави крај на илегалната трговија со органи. Турскиот парламент неделава ќе расправа за предлог законот со кој ќе се дефинираат условите за донирање и примање органи за трансплантација. Потребата од тој закон произлегува од се позачестените извештаи во медиумите за турци кои продаваат бубрек на црниот пазар. Според нацрт законот се укинува и условот дека треба да се биде во брак најмалку 2 години за сопругот или сопругата да си донираат или да добијат орган од сопружникот. Исто така е предвидено да се формираат посебни етички комитети во окружните центри каде што има центри за трансплантација. Поранешниот председател на Перу, Алберто Фуџимори, и тројца министри за здравство од неговата администрација обвинети се за присилна стерилизација на 2116 луѓе, соопшти Сдруженијето за правата на жените. Фуџимори, кој издржува 25 годишна затворска казна, е обвинет дека во периодот од 96 до 2000 година биле стерилизирани 272.028 жени и 22.004 мажи, од кои во 2166 случаи постапката е извршена без согласност на оштетените или без да им бидат дадени соодветни информации. Станува збор за припадници сиромашната заедница Кечуа. Во истрагата која се води веќе 14 години, утврдени најмалку еден случај во постапката за стерилизација каде што завршила со смрт и неколку случаи кои резултирале со штетни последици по здравјето.
Во продолжение да ги проследиме и најновите информации од светот на спортот. Блокот спорт го подготви колегата Славјан Ивковиќ. По повод денот на ослободувањето на Скопје, Сојузот на спортови ја додели наградата 13 ноември за најзаслужните спортисти и спортски работници во градот. Кикбоксерот Бобан Илиовски избран за најдобар спортист, додека признанието најдобар клуб му припада на македонскиот ракометен шампион Вардар. За најдобар тренер избран селекторот на кикбокс репрезентацијата Дејан Митровски Урко, додека најдобар судија е тенискиот арбитар Зоран Поповски. Награди за животно дело добија Венцислав Недев, Кочо Димитровски и Борче Брсаковски. Признанието 13 ноември за спортски новинар го доби долгогодишниот новинар на Нова Македонија Ласте Димитриевски, додека најуспешен професор по физичко образование за изминатава година е Мартин Мартиновски. Посебно признание доби директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски. Поголема и неизвестна битка, актуелниот шампион работнички го надигра најголемиот градски ривал МЗТ Скопје, и тоа во спортскиот центар Јане Сандански со 90-88. Драматична игра се водеше од почетокот па се до самиот крај. Иако работнички водеше во најголемиот дел од мечот, МЗТ Скопје не му дозволуваше резултатски да се одлепи. Херој за тимот од градски парк беше Маријан Јаневски со 6 тројки од исто толку обиди, завршувајќи го мечот со 30 поени, 5 скока и 1 асистенција. Одлично беше следен од Костов со 20 поени. Кај МЗТ Скопје неистакнат беше Бојиц со 21 поен. По 6 одиграни рунди, работнички останува на врвот како единствениот непоразен тим во првата лига. За МЗТ Скопје ова е втор пораз поној на стартот од блокот Техна. Актуелниот NBA шампион Голден Стейт во отсуство на Стеф Кари беше немоќен во Стейплс центар кај Лос Анџелес Клиперс, и тоа по продолжение 121-116. Клиперс доминираше речиси цел надпревар. Во еден момент нивната предност допре до плюс 14, а со двоцифрена позитива влегови во последните 6 минути од мечот. Сепак Warriors до крајот со серија 11-0 изедначија на 106-106, доволно за продолжение во кое победник излезе Клиперс. Дурент оствари трипл-дабл, 33 поен, 11 скокови, 10 асистенција, а Томсон заврши со 31 поен. Сепак недоволно за Голден Стейт да го избегне третиот сезонски пораз. Клиперс до осмата победа го предводеше Лу Вилијам со 25 поени. Втор пораз сезонава претрпе Торонто, и тоа на домашен терен од Нью Орлеанс 110-126. Гостино до третата победа поред дојде благодарение на тимската игра во која најголем удел има Холидеј со 29 поени и 14 асистенции, Дейвис со 25 поени и 20 скока, како и Мур како прво поентерско име со 30. И пред да се одјавиме уште еднаш се потсетуваме на настаните што го одбележаа денешниот ден.